сите земјоделци кои ќе пријат своите штети, дека не можат да жнеат и дека сите кои имат пријавени субвенции и кои преминувале добрата земјоделска пракса, а немаат никакви резултати, ние предлагаме обештетувањето да биде 30.000 денари, затоа што тоа е висината на основните трошкови. Ако излезат по хектар, да. По хектар, ние збориме за хектари. Ако сме ние во право, тоа може само да го утврдат комисијата. Ние не сакаме ништо, да имаме никакви привилегии или повластици, сакаме да се утврде фактичката состојба. Ако градот, поплавите, пожарите се штета за земјоделците, што е тога сушата? Зашто сушата, која пустоше моментално во Македонија, да не се прогласи како елементарна погода и зошто сите вложени средства на земјоделците да не бидат повратени. Не по нивна вина. Ко вложи човек, сите ги примена агротехнички мерки, кога направи финансиски трошови, а природата е против него, и до година тој не може да обстане. Како што викаме дека ова влада реформска, дека сака да ја помогне на земјоделците. Што значи дека не треба многу да размислува, него што поспоро, затоа што веќе почната жетвата, да излезе на терен, да ги сумира штетите и да се договори на влада дали ќе има обештетување или не. Тоа е нашата залажба. Други предлози што имаме до владата, бидејќи се навистина многу природите намалени, сите што имаат земја под концесија, да не ја плаќат концесијата, да не плаќат воден допринос, да бидат ослободени. Затоа едноставно не можат да ги платат, немаат жетва, немаат приноси, немаат никакви приходи за да можат да се ги намерат оврските. Разликата меѓу цената што ќе ни ја понудат млинарите и нашата понудена цена од 12 денара треба да ја надокнаде државата, владата.